За новата концепција за реформи во гимназиското образование веќе зборувавме и од аспект на професорите. Во продолжение ќе зборуваме и од аголот на оние кои што се најважни во целата приказна, средношколците, гимназијалците. Со нас во студиото е председателот на Сојузот на средношколци Берин Мухамед. Благодарам што сте заедно со нас. Здраво, фала ви и на вас за поканата. Ви имаме повторно во Слободен печат и задоволство е што секогаш прифаќате да зборувате гласно за актуелните случувања со средношколците. Што вели Сојузот на средношколци во однос на новата концепција за реформи во гимназиското образование? Ви се допаѓа или не ви се допаѓа? Како Сојуз на средношколци ја пративме концепцијата до сите средношколци што ги имаме представници низ целата држава и добивме позитивен одговор. Односно најпозитивниот одговор доаѓа од тоа што веќе учениците имат сами слобода да ги изберат предметите што сакат веќе да ги следат во трета и четврта година. Се ви се допаѓа во концепцијата или има нешто што не ви се допаѓа? Како Сојуз отидовме со предлог зашто веќе 2-3 години се бавиме со тоа дека граѓанското образование треба да постои како задолжителен предмет сите години, но според анализите што ги направивме летоска со двајца професори, видовме дека во државите кај граѓанското образование, медиумската писменост, финансиската писменост и дебатата се децентрализирани, има многу подобар ефект во тие држави, па затоа и со новата концепција се предвидува овие 4 теми да бидат вметнати во сите програми на сите предмети, значи да биде цело ова децентрализирано. Според концепцијата што беше објавена во јавна расправа, граѓанско образование се предвидуваше да биде во прва година, ние бараме да биде во трета година, но психологија да остане пак во втора година, зашто втора година знае да биде една од најкритичните години во средното образование за секој ученик. Мислите ли дека беше релевантно ова анкета која што беше спроведена од страна на МОНИ од Бирото за развој на образованието, беше релевантна за да се направат овие реформи или можеби недостасуваат други алки за да се создаде целосна слика за тоа што е потребно после 20 и кусур години да се прават реформи? Добрата работа беше релевантна до еден степен и анкетата спроведена од страната на МОН и страната на Бирото за развој на образование. Истовремено беше дадена слободата во јавна расправа да се дадат предлози од страната на сите, вклучено средношколците, исто така и професорите. Ние како средношколци и како Сојуз на средношколци највише идеме со тоа што веќе ќе се изгубат смеровите, значи нема да има природно-математички комбинација А, Б, хуманитарно општество, лингвистика и така натаму, но учениците ќе може да ги измешат, да кажеме, тие смерови и да излезат со еден посебен смер што највише им одговара на нив за понатомошното образование што им е во факс. Бере многу реакции имаше негативни од страна на професорите по философија, логика, етика, професорите по социологија со оглед на тоа што се истиснува нивниот предмет. Какви се вашите реакции, контрареакции на нивните реакции? Имате ли некаков став по ова? Сега треба да знаеме за тоа дека во трета и четврта година, односно од прва до четврта година има 5 задолжителни предмети што ќе бидат задолжителни од прва до четврта, но во трета и четврта година што се сменува е дека ќе има две групи на изборни предмети, едни се за продлабочено изучување и другата група е за почетно изучување. И тука се ставени различните предмети и тука што се извадува од контекст е дека секој ученик ја има можноста да бира по 2 предмети од овие две групи, значи вкупно 4 предмети. И тоа иде се од изборот на учениците. Веќе овие 20-30 години со функционирањето што било досега, изборните предмети за секоја година не биле генерално избрани од страната на средношколците, но биле избрани од страната на класниот, стручната служба, директорот или самиот човек што ја направил програмата за таа година. И тука веќе ќе се изгуби тоа ученикот да нема шанса, значи на глас во неговиот избор, но самите ученици ќе имат право да ги изберат предметите што сака да ги следат во трета и четврта година, а истовремено имат и слободен изборен предмет што ќе бидат од тематиките што се по ин со нашата генерација, како што може да биде вештачка интелигенција, медиумска писменост, финансиска писменост и многу други предмети, и сексуално образование може да се вметне овде. И тие се предмети што ги бира за една учебна година, кога сака самиот ученик. Може во прва, може во втора, трета или четврта година. Досега не бираше, дали добро разбирам, досега не бираа средношколците, туку класните раководители. Да, генерално во државата од 120 државни училишта, најголемиот број самите класни ги бира
предметите што ги следат учениците во таа година. Имавте ли средба со министерката, можеби во меѓувреме како сојуз? Кога почна јавната расправа, бевме поканети од страната на Министерството за образование, истовремено и бирото. Бевме во заеднички состанок кај заедно така идевме малце подлабоко со целата концепција и ги разгледувавме сите можности и така излеговме и од нашата страна со предлози, а истовремено и имавме шансата да ги информираме и средношколците за да излеземе со еден конкретен став и нормално барање. Бидејќи вие сте 4-та година во Скопската гимназија Зефлиш Марко, ќе ве прашам и лично ваше видување, не како председател на Сојузот, како гимназијалец, дали лично ви се допаѓа вам новата концепција? Како гимназијалец јас сум матурант што веќе следи по смерот природно-математички А. И со тоа мислам дека со ова што со новата концепција се предвидува да можам да изберам посебни предмети што повише мене ми одговараат на струката што ја сакам да се ориентирам ја после средното образование, ми дава многу можности за понатамошното развивање и моето лично развивање, но и кариерното развивање во факс што ќе дојде. Па затоа со овие комбинации што ќе може да бидат вметнети, а плюс и со слободни изборни предмети и ученичкото организирање што е вметнато, тоа веќе им дава простор на учениците да го развиваат тоа критичното мислење, а истовремено да знаат да бидат активни граѓани во едно општество. Зашто ова иде теоретски ко практика во средно, а истовремено може да се стави ко практика веќе при завршок на средното, односно кога ја добиваме и можноста на глас. Берен, кој стои зад Сојузот? Дали овие прашања кои што првично ви ги поставив се релевантни за сликата, генералната слика за гимназијалците? Колку Сојузот за ова конкретно прашање допре до поголемиот број на гимназијалци, за да ја имаме вистинската слика и вистинските одговори на гимназијалците? Дали Сојузот разговараше со голем процент на гимназијалци за оваа тема? Сега, кој Сојуз на средношколци, на нашето нешто што веќе бараме сите години во секој училиште да се формира е да има ученичка заедница. Во некои училишта е формирана таа ученичка заедница и председателите на тие ученички заедници се дел од Сојузот и многу полесно е нивното контактирање, зашто можеме они да ги бараме лично и они да се слушнат со... Имате врската со тоа училиште? Да имаме врската подиректно со тоа училиште, но има и број од училишта што немаат, значи, ученички заедници и немаат председател на ученичката заедница, но таму имаме нормално пак средношколци, зашто во ниво на државата имаме 120 средни училишта државни, а плюс можам да кажам негде 30 до 40 се и приватни училишта, и кој Сојуз ги представуваме и двете страни, и приватните и државните, и околу членството со претходниот повик што беше сега веќе заврши повикот. Пред неколку месеци имавте повик за нови членови? Да, за нови членови имавме 130 пријавени. Од тие 130 околу 40-50 беа примени ко да бидат нови членови на Сојузот. Со тоа дека гледавме дека имаме поранешни членови што уште остануваат во Сојузот од тоа одредено училиште, па затоа тие другите членови што остануваат, они ќе бидат во пониско ниво, нема да бидат младенски амбасадори што имаат право на глас, но чисто ќе бидат како членови на Сојузот да можат да ги водат работите и да ги следат работите што се дешаваат и во државата, но и внатре во Сојузот. Тоа значи колкава е бројката? Имаме точна бројка на членови во Сојузот? По точна бројка се околу 146. 146. Дали сте транспарентни кон останатите? Има ли, можеби постојат ли средношколци кои што не ни знаат дека постои Сојузот? Релативно тоа и се дешава и сме видели самите дека имам места кога ќе излезат средношколци и ќе кажат дали постои Сојуз на средношколци, но и со новата концепција, ова ќе го спомнам, дека ко Сојуз веќе во јануари излеговме со иницијатива и со предлог закон за ученичко организирање. Тоа ќе биде посебен закон што ќе стои или ко посебен закон, или можеби ќе се спои со законот за студентско организирање, но чисто тоа им дава можност и веќе со закон се брани секој училиште да формира ученичка заедница, па така повише да се спојат средношколците во едно и нормално тоа им дава многу повише можности на сите, а истовремено ова е добро и за средношколците, но и за државата,
зашто како што спомнав, имаат простор да го развиваат критичното мислење и нормално да бидат активни граѓани во општеството. Да, и секако вие стоите за нивните права како средношколци, така што добро е, се надевам дека и ние со овој разговор ќе помогнеме и ќе го прошириме, ќе прошириме информацијата и гласот дека постоите, па сите средношколци да знаат каде да се обратат. Благодарам многу, Берен, што беше во рамките на нашата програма Слободен печат. Благодарам уште еднаш, секогаш што сте отворени за дискусии, зборувавме за уште една тема. Ете, го слушнавме мислењето на средношколците во однос на прашањето дали им се допаѓаат новата концепција за реформи во гимназиското образование.